отпишаали производителите пред време салоните на автомобили. Дигиталниот маркетинг сериозно ги раздрама, па пандемијата го стори своето и сите веќе беа убедени дека овој вид на презентирање на портфолиото е надминат. Но купувачите не мислат така. Иако Женева не преживеа, а другите кои обстанаа се далеку од она што беа, тие сепак сметаат дека салоните се битни за нивната одлука. На иницијатива на организаторите на салоните во Њу Јорк, Лос Анџелес и Торонто, изготвена е студија која јасно го покажува тоа. Според неа, скоро 40% од посетителите на салонот во Детройт имаат намера да купат нов автомобил во наредните месеци, а 68% за 2 години. Иако нивниот број од некогашните опадна од 774.000 во 2019 на 275.000 оваа година, тоа сепак не е мала бројка. Подетално кажано, тоа значи дека посетителите на салоните се скоро 3 пати посклони кон купување нов автомобил во однос на другите луѓе. Во студијата понатаму се вели дека 37% од испитаниците дошле со изричите намера да ја истражат понудата пред купување, а 84% дека посетата им помогнала при донесувањето конечна одлука. Главната порака кон производителите кои повеќе не учествуваат на салоните ја праќаат 20% од посетителите, кои заради тоа изгубиле интерес за марките, чии модели не можеле да ги разгледаат. Иако навиките се менуваат со генерациите, сосема е јасно дека отсуството од салоните на автомобили може директно да влијае на продажбата.